Пичи, навистина имам премногу прашања што сум направил денес на такмичењето, како сум поминал и сето она што навистина повеќе пријателски настроени прашања и сите оние добронамерни кои што мислам дека добронамерно ми мислат, сака да знаат за нашите резултати. Не можам навистина да одговорам на сите, бидејќи веќе осеќам и премногу умор и од сето ова надпреварување. Не успеав да влезам во финале. Можеби престижот за мене што сум првиот македонец кој што настапил на Мистер Олимпија аматер, ја почувствував таа бина, ја почувствував таа силна конкуренција од цел свет, која што навистина беше премногу силна, но тоа не е никакво алиби за мојот неуспех или не влез во финале. Максимално макотрпно, напорно работевме заедно со Габриела и со нашиот тренер Драган Пауновиќ и со сите наши оние спонзори и помагачи кои што навистина многу ни помогна за да можеме. Посебно сакам да го извивам Ивица Алексовски, кој што навистина со неговите производи допринесе многу да можеме релевантно и правилно да се спремаме за ова надпреварување. Голема конкуренција, повеќе од 40-50 надпреварувачи, сите навистина спремни. Верувајте дека никој на светот не го посакувала повеќе тој Мистер Олимпија медал на себе, на моите гради, отколку јас. Со денови не спиев пред оваа надпреварување. Цела година макатрпно се спремавме, поминавме многу и карантини, поминавме многу затварања дома, поминавме многу со оваа коронава, поминава многу смртни случаеви кои што психички навистина делуваа исцрпувачки на нас. Сите тие неизвестности дали ќе се одржи надпреварот, требаше да биде 15 септември, се одложи за декември, но навистина психички бевме премногу јаки, премногу мотивирани, не се откажавме, одевме до крај. Дојдовме до степен последниот наш лет кога беше од Њу Јорк до Орландо, ни го загубија и багажот. Вечерта ни беше пријавувањето официјално, каде што мораш да покажеш со какви купачи ќе настапиш и сите оние работи, и Габриела со какви купачи, со каква шминка, со каква надгрба на коса, сето тоа ни беше во авион, но по целодневни мејлови, расправања и молење, некако успеа вечерта да им го донесат и се заврши сето тоа добро. Големо искуство за нас. Пред се навистина сакам да ви заблагодарам на сите вас, без разлика, и од оние што не очекував добив голема поддршка за ова надпреварување, што посебно ме изненади. Посебно сакам си ги поздравам моите дечки, кои што тешки моменти да поминуваш со месеци со луѓе што по 2 пати вежбат, се хранат одредена храна, нервози, стресови и сето тоа. Беа со нас и не поддржуваа до крај. Мојата мајка исто се поздравам, која што секогаш е мој голем промотор. Габриела, која што беше до последен момент со мене и се уште ева во кујна готве за да имаме и овде она правилна искрена да продолжиме сепак да се храниме како што треба. Навистина на некој начин сум разочаран, а на некој начин среќен што поминува во се во најдобар ред. Ова ковид криза си го направи своето, успеавме да победиме и неизе, успеавме да се победиме самите себе, успеавме да бидеме еве сега во Орландо. Здрави овде ќе гледаме и главната вечер од финалната вечер од Мистер Олимпија.
Денес одиме малку до Мајами да прошетаме додека сме овде. Може би убавините на сето тоа е што видовме навистина на прекрасна друга држава, сосема нова култура. Изненаден сум од сите оние македонци кои што видеа дека сме овде чекирани и безброј пораки ни пратија за било каква помош, стоја секогаш на располагање. Нема поголемо богатство од тоа. Фала ви на сите што едноставно бевте со нас. Животот не завршува овде за нас. Животот добро почнува овде за нас, од овде. Ќе се фокусираме заедно со мојот брат и партнер Бруно од He Group на еден голем, преголем, светски фитнес проект, кој што мислам дека во наредните 2-3 години ќе направиме најголемата револуција што може да се направи на фитнесот на Балканот и пошироко. Ќе биде од светски размери. Планираме да помогнеме на многу млади луѓе кои што сакаат да се занимаваат со фитнес. Гледам дека има и многу брачни пари, че им се помогне на многу голем дел од нив. Овде разговара веќе со неколку врвни еминентни фитнес инструктори, кои што ќе бидат наши помагачи, дел од нашиот тим. Така да продолжуваме понатаму, не се предаваме овде. Го нема медалот на мене, но срцето ми е овде. Државата е овде. Тие се двете најсвети нешта. Оставете ми добро. И се надевам дека нема да ви издосадам на Инстаграм, на Фейсбук со моите сторења и слики од понатамошните наши искушенија. Благодарам уште еднаш на целата поддршка од сите вас.